Од денес, досегашниот градоначалник на Штип Благој Бочварски веќе е нов министер за транспорт и врски. Функцијата и првото столче на општината му го предаде на својот заменик Јане Миланов со напомена дека му остава општина поставена на цврст темел и полна општинска каса. Денеска ја оставам со средства на сметката во време на пандемија, во многу тешко време, со 5 пати повеќе средства отколку што затекнав. Токму поради ова, верувам дека домакинското работење, честното работење, поштеното работење и се она кое што го направивме заедно со вас е нешто со кое што јас се гордам и верувам дека и вие исто така. Новата обврска за Миланов би требало да биде континуитет на досегашното работење, зашто во изминатите, речиси 3 години, тој раководеше со Штипскиот совет како негов председател. Оно што мораме да го направиме е да обезбедиме заокружување на овие започнати крупни проекти, зашто секој ќе ни биде необходна помошта и подршката токму од Министерството за транспорт и врски, односно од министерот Бочварски. Истовремено, исклучително е важно да овозможиме непречено функционирање на сите активности кои што треба да обезбедат квалитетен и добар живот за сите граѓани од општина Штип. Во време додека општината ја раководеше Бочварски се направи градинка во населба Сењак, мостот на Брегалница, обиколницата околу Штип, над 50 улици со вкупна должина од над 18 километри, над 12 километри водоводни и канализациони линии. Сепак, дел од проектите се уште не се завршени, а добар дел од нив директно зависат од поддршката на Министерството со кое Бочварски ќе раководи. Како министер за транспорт и врски, го пречекувам денеска проектот за брана на реката Отиња, нешто кое што го сработив како градоначалник од оваа страна, и денеска тој проект е во програмите на Министерството за транспорт и врски. Една од одлуките која што треба се донесе во наредниот период е распишување на јавна набавка, постапка, после поминување на информација на влада, за распишување на јавна набавка за изградба на браната на река Отиња, најзначајниот, најтешкиот, најкомплексниот и најгломазниот проект за Штип и за нашите граѓани. Според законската регулатива, во Штип избори за нов градоначалник треба да се организираат најкасно за 6 месеци. Функцијата заменик Јане Миланов може да ја врши максимум 2 месеци, пошто треба да се именува ВД градоначалник кој може да управува најмногу уште 4 месеци. Како можни термини за избори при последната посета на регионот, сега веќе премиерот Заев ги најави крајот на октомври или почетокот на ноември, но го спомена и февруари како краен датум.